Јавност, ајде. Почитувана македонска јавност, колеги, денес зборуваме за стратешки документ во кој стратешки се лаже и манипулира. Да почнеме. Буџетот на страна 17 вели, согласно одлуката за утврдување стратешки приоритети за 2023 година, и понатаму останува определбата на владата за остварување на најважните стратешки приоритети. Се прашувам овде дали стратешки приоритет кога ја донел одлукава Ковачевски била во моментот тогаш или пред тоа или после тоа, како сакате, доделувањето на голема финансиска помош на Pixel Group. И сега да продолжам. Стратешки цели овде се наведува дека е унапредување на енергетската транзиција, инвестирање во енергетска ефикасност и зелен развој. Почитувани, замислете во овој буџет, кој е, како што кажав, стратешки лажен и манипулаторен, 94% се крати ставката за зелен развој, ама премиерот си ставил подпис овде дека ќе го прави зелениот развој поуспешен. Или пак може би оние 62.000 денари инвестиција која ги дала господјата Ковачевска за енергетска ефикасност, нели и влегување во бизнисот за фотоволтаици. Може би и тоа е стратегија. Унапредување на одбранбената политика во функција на развојот, независноста. Видовме ние како се прави сето ова со обично богатење на одредени семејства, меѓу кои семејството или кланот Заеви, па сега Ковачевски, ама дуо има овде, и така натаму. Ете, тоа е функција на развој и на одбранбеност. Обезбедување на владење на правото и независност на правосудството. 4% колеги, ке гласате за ова. Ова ви стои во буџетот. Погледнете го и прочитајте го она што ќе го гласате. Ама затоа имаме во тие 4%, нека живеат и понатаму криминално нека функционираат, како што функционираат во судството господинот Абази, господјата Дамева, за која се буневме, ама тоа е што е, нели? Крајот ви се ближи. Подигнување на квалитетот на образованието достапно за сите. Стратешка цел. Стратешки, ако ви било и во претходната година, а стоеше во претходната година сето ова, видовме дека се лизнавте за 2022 година, сведоци сме денес, и сведоци, за жал, ќе бидеме во 2023 година, но пак ќе кажам, крајот ви се ближи, се надевам дека нема да биде таква погубна 2023 година. Понатаму, на страна 18, да не должам со ова, на страна 18 стои еден многу интересен дел, во кој се вели проекцијата на вкупните даночни приходи за 2023 година ги содржи и очекуваните фискални ефекти од имплементацијата на даночните реформи, кај данокот на додадена вредност, данокот од добивка и данокот од личен доход во вкупен износ од многу голема бројка. Нели немаше да има даночни реформи? Или ова ќе го гласате? Затоа што овде стои дека ќе има даночни реформи, со кои вие ќе правите рекет по населението, по фирмите. Нели нема да има даночни реформи? Или ова ќе го гласате? Страна 18. Проверете убаво што ќе гласате, дали е исправно или не е. Да не зборувам во продолжение дали овој закон е изготвен, се извинувам, овој буџет е изготвен според законот за буџети. И самите вие знаете дека е спротивен од законот за буџети, но истите вие, како што давате поддршка на оваа криминална власт, така ќе си дадете поддршка слепо и на овој правно неиздржан буџет кој ни е денес тема на дискусија.
Пак ќе повторам, стратешки документ во кој стратешки се лаже и се манипулира. Имаме историски највисок, најнереален, најинфлаторен и најрасипнички буџет до сега. 6-та година поред како представниците на власта не убедуваат дека токму со овој буџет ќе имаме економски раст. Кога дојдоа на власт, само слушавме за економски раст, до пред некоја година слушавме и за инвестицијски бум, но од сето тоа ни донесоа само инфлација и катастрофален животен стандард, со што не направија вице-шампиони во Европа по степенот на мизерија. Состојбата е застрашувачка. За на крајот повторно, како до сега, се ќе падне на терет на граѓаните, кои само од лани до денес живеат посиромашно, а нели впрочем на избори живот им ветивте. Со тој слоган поминувавте, вие на изборите, а не вашиот неспособен, нелегитимен и крајно корумпиран председател на партија што го имате, кој за жал ни е премиер. Дека историски највисок овој буџет од 5,3 милиарди евра не треба многу да се објаснува, самата бројка си кажува се. Кога велам нереален, мислам на вештачкиот раст на приходите, кои растат заради инфлацијата, која пак ни го изеде животниот стандард. Кога сме кај инфлацијата, нема жива сила во салава што може да ме убеди дека инфлацијата е увезена во целост. Во најголем дел, инфлацијата е резултат на погрешни политики. Доказ за ова е споредбата со другите земји, каде истата е во просек 10%, а кај нас таа е дупла, 20%. Она што е најуспешно оваа влада е дефинитивно задолжувањето. 600 милиони евра годишно не задолжувате, а со овој буџет во следната година ќе не задолжите за 1,5 милиарди евра и јавниот долг ќе ни достигне 8 милиарди евра. Цехот од расипничкото трошење ќе го плати нашиот напатен народ, од кого со овој буџет преку казни планирате да земете 152 милиони денари повеќе од минатата година. Навика ви стана да земате од народот и да се луксузирате на неговиот грб. Па така со овој буџет сте предвиделе 2,2 милиарди денари повеќе за плати и надоместоци во однос на буџетот за 2022 година. 131 милиони денари повеќе за патни и дневни расходи и 970 милиони евра за разни трансфери во кои ја маскирате вашата криминална матрица. Значи ставката разни трансфери е како никогаш досега, највисока, како што кажа, рекордни 970 милиони евра, што заедно со сите останати податоци јасно укажува на фактот дека буџетов што го предлагате е инфлацијски, а не развоен. Во 2022 година имавте едва 52% реализирани капитални инвестиции, а денес не убедувате дека ќе сте реализирале 800 милиони евра. Кој ќе виде, ќе раскажува. Но јас со сигурност ви тврдам дека тоа вие не знаете и не можете и сте неспособни да го реализирате. 66 милиони денари кратите на привлекување на странски директни инвестиции. 107 милиони денари помалку за финансиска поддршка на инвестициите, ама ќе сме имале економски раст. Како, колеги? Со финансиска поддршка на фамилиарните фирми на кланот Заеви, сега во подем и брзо растечкиот клан Ковачевски. Без јасни политики за приватниот сектор, без авторитет во економскиот тим на владата, не може да владее доверба кај инвеститорите. Бизнисите претрпеа финансиска штета плакајќи сметка за струја некаде и до 6 пати повисока од минатогодишните. Затоа како пратеничка група цело време инсистиравме да ги намалите непродуктивните трошоци во буџетот и да ги употребите за поддршка на компаниите и за зачувување на работните места. Стопанството во нашата земја вработува околу 680.000 луѓе. Создава додадена вредност, го полни државниот буџет и без негов раст и развој не може да се постигне општествен напредок. Затоа и сметаме дека доколку стопанството ја добиеше потребната поддршка
по стабилизирање на состојбата, тоа многократно ќе се вратеше преку полнење на државниот буџет. Но власта дава само на фамилиарните фирми поддршка и со тоа докажува дека не е еднаква кон сите. На крајот на сето ова ни кажувате и ќе кажувате дека е криза. Сите гледаме дека е криза, не можеме да си ги платиме сметките. Доживуваме секојдневни шокови од цените по маркетите. Гледаме како бизнисите маки мачат, но вие сте носители на одлуките и вие треба да понудите решенија, да донесете раст и развој, а не да кажувате дека е криза. И да, вие ги одбивавте решенијата што опозицијата секојдневно ви ги нуди. Цените на прехранбените производи се зголемени за близу 30%, заклучно со септември, а кај поедини производи зголемувањето надминува и 50%. Поради високите цени, прибирате огромни средства од ДДВ и истите ги трошите за, пазете, шетање по светот без ефекти позитивни за државата. Видовме вчера колку, само како за пример, министерот Бујар Османи се издвои по најголеми и најдебели сметки на трошење државни финансии во странство. Ги трошевте парите и ги трошите парите од ДДВ-то за сместување во луксузни хотели, трошење по ресторани во и надворо државата. Видовме илјадници евра дека се потрошени за вакво нешто. А нели е време на криза и се вадите на тоа? Во време на криза се трошеле илјадници евра за подароци за службени лица, за дневници, се исто така потрошени големи суми на средства. Што бидна со евроинтеграциите? Или мислите дека ќе стигнете во Европската Унија само и единствено преку подпишување на капитулански договори? Не, колеги, европските стандарди налагаат квалитет, реформа на јавната администрација, конкурентни мали и средни предпријатија, но вам ви пречи зголемувањето на конкурентноста на малите и средните предпријатија, за да не им конкурираат на вашите омилени компании при објавувањето на тендерските постапки. На ова, да ве подсетам, ни укажуваше Европската Унија во извештајот. Да не зборувам за сето она што значи за 57% се намалени средствата во точката Б5 субвенционирање на придонеси за поддршка на плати. Да се чуди човек, според владата, како да нема потреба од поддршка на платите, како да поминала сиромаштијата и дошол животот. Па како можете да си дозволувате да кратите од најсиромашните? Мерките за поттикнување на вработувањето се мерки кои значат можност за вработување, за лица кои имаат потешкоти во наоѓањето работа. Тоа се лица без квалификации или лица со ниско образование, а со самото тоа се и најподложни на сиромаштија. На нив вие кратите. Не ме чуди зашто вие си дозволивте да скратите и да не помине амандман со кој баравме средства повеќе за децата со ретки болести. Понатаму овој буџет говори за тоа дека ниту се грижите за најмалите, ниту пак за старите лица. Да не ги споменувам студентите на кои буквално им го зедовте лебот од уста и ги гледавме по улиците како се бореа за својот оброк, за вие бесрамно овде да се предомислувате и да го зацкривате сето она како пропуст вие што го направивте. Почитувани колеги, гледам дека времето ми е ограничено, а јас би сакала да се задржам на неколку прашања и секако да си издвојам време за буџетот поврзан со Министерството за образование. Да ве подсетам, во септември 2022 година министерот Јетон Шакири даде изјава дека учебниците ќе бидат наскоро, ќе ги добијат учениците. Огромни средства, да не ве подсетувам, во изминатите буџети се прераспределуваа, се кратеа од Министерството за образование и наука, каде за жал се гледа дека тенденциозно се работи на збогатување на одредени фирми. Само да ве подсетам,
имаше една таква, Арберија се викаше, збогатување на овие фирми, а квалитетот во образованието и она како законска услуга која мора да ја даде власта, не се испорача. Англиски учебници заглавени. 3 години нема одобрен учебник по англиски јазик. Се смениле наставните програми, но не можат да се договорат кој и чив учебник ќе помине. Во еден пример деновиве бевме за историја и општество учебникот, каде се договориле чив учебник да помине, ама јавноста го осуди заради тоа што небулозите беа многу големи во овој учебник. Знаете како? Во 3 години се менувале во минатото 3 министри. Адеми носи нови програми. Доаѓа Царовска, носи нова концепција. Донесе, ама и не и за поразот ја однесе. Шакири, што направи? Се труди Арберија да стане побогата, а квалитетот во образованието каде е? Но еве доаѓа крајот на годината, па можеби за следната година ќе имаме нов министер за образование, а верувам и посакувам да не биде од вашите редови. Тоест, потребно е да имаме нова влада. Зошто? Заради тоа што неспособната влада и неспособната власт, неспособното раководење во Министерството за образование и наука доведе во овој буџет да имаме предлози за изградба на училишни спортски сали во основни училишта, замислете, со позајмени средства. Се гледа способноста, бидејќи за изградба на вакви објекти велите дека обезбедувате средства, да, ама средства од заем, неспособни сте. Реалноста на крајот на денот, почитувана колешка Лазаревска, ве молам, благодарна ќе бидам, одлично. Реалноста е на крајот на денот дека не се гради, туку се кради, бидејќи и лани имавте издвоено средства, но на крајот на годината заради вашата неспособност да ги реализирате проектите, вие ги повлековте тие средства за градење што беа и што направивте, ги пренаменивте. Знаете зашто? На уставната судика Татјана, како ли се викаше, да направите нов кабинет, бидејќи треба нов кабинет да има. И сега, енергетска ефикасна рехабилитација на студентски домови. Знаете, повторно, со позајмени средства. Малку беше оној заем кој го земавте 2021 година, за каде видовме, тоест не можеме да бидеме сведоци што се направило, бидејќи ние да имавме право во државава и да имавме закони што важат во државава, ќе бевме и држава квалитетна, ама со ваква власт како што сте вие, ние не можеме да знаеме дали тие 20, се извинувам, 10 милиони евра кои беа позајмени за енергетско ефикасна рехабилитација, беа правилно и праведно искористени. Ама затоа сега во буџетот 2023 година, повторно, со позајмени средства, ќе се прави нешто. Многу има што да се зборува. Посебно за она што планирате да правите во Министерството за образование и наука, каде го имате заборавено квалитетот на наставниците да се зголеми, со квалитетни обуки, ама затоа во капитални расходи, како што се купување на опрема и машини, други градежни објекти, замислете купување на возила, со позајмени средства во Министерството за образование и наука. Ова е планирање, ова е квалитет во образованието да имаме. Нигде немаме во ниедна сфера квалитет. Ви благодарам што ми се јавувате за реплика, со задоволство ќе ви враќам.